Добре дојдовте уште во една наша емисија Вашиот пратеник. Политичарите најчесто ги гледаме од собраниската говорница на пресконференции или во телевизиски дебати. Но зад функцијата секогаш стои човек со своја животна приказна, семејство, навики, вредности, предизвици и соништа. Во денешното интервју ќе се обидеме да го запознаеме Љупчо Принџов од една поинаква перспектива. Не само како пратеник, туку и како личност. Ќе разговараме за неговото детство, животни лекции, интересите, секојдневието, моментите што го обликувале и за тоа како изгледа животот кога ќе се изгаснат камерите. Пратениче Принџов, добре дојдовте во нашата емисија Вашиот пратеник. Добро ден, благодарам за поканата. Вака користите ова прв пат да разговарам така надвор од политиката, надвор до нашите говорници или собраниска дебата. Само ќе има добра емисија. Да. Ја слушнавте нашата најава. Значи, се обидуваме во оваа емисија да ги представиме пратениците, но од онаа друга страна од говорницата. Не од оние моменти кога граѓаните ве гледаат на говорницата, туку зад говорницата. Моето прво прашање ќе биде: имате завршено политички науки на правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Со оглед на тоа дека ве гледаме подолго време во политиката, што работевте претходно? Како го стекнавте своето искуство за сега да ве гледаме од собраниските говорници? Додека студиравме на политички науки, имаме во четврта година се делиме на три групи. Јас тогаш ја одберав групата за меѓународна политика и сите предмети кои што беа во таа група тогаш ги положив со десетки, значи 10-0 просек, и тогаш двајца професори од правен факултет ме повикаа и разговаравме и тие беа многу задоволни од начинот на кој што се положени тие предмети и ме упатија да одам да волонтирам во Европската комисија во Скопје. Тогаш беше амбасадор господинот Фуере. Тие тогаш се наоѓаа тука на улица Македонија. Практично тоа ми е првото искуство кое што е работно искуство од областа на политиката, индиректно во политиката, но и таму имавме целосно следење на состојбите и во државата и во регионот, и тоа представуваше за мене и тоа како големо искуство кое што потоа многу ми користеше. Се разбира како средна школа сум работел и во кафулиња, јас сум пуштал таму музика, но тоа се друг вид на работка, тоа работа за работиш за џепарац. Во поглед на политиката, ова ми е првото искуство. Потоа после дипломирањето се запишав на постдипломски по меѓународна политика. Потоа се работи во општина Карпош. Таму извршував неколку високи раководни позиции, бев раководител на делението за јавни набавки, потоа бев раководител на секторот за поддршка на работата на градоначалникот, потоа станав заменик министер за локална самоуправа. Таа функција ја обавував еден мандат, потоа повторно се вратив во општина Карпош, каде што го преводев секторот за односи со јавност. Потоа си дадов отказ од таму и започнав со првиот мандат во 2020 година како пратеник од изборна единица број 1 и ова сега е мој втор мандат, вака long story short. Да. Вака меѓу редови се види дека ве интересира политика уште од помладина, но кога првично ја осетивте онаа желба за политиката од средношколските денови, од факултетските и така натаму? Не, седмо деление. Седмо деление. Што беше ударното во тоа? Не знам што беше ударно. Да кажам. Ако се ватаме вака наназад, се присеќам во моментот додека ви го поставувате прашањето. Од кога знам, за мене ме интересира политика и тоа највеќе ме интересирала политика. Сеќавам дека уште во 7-8 деление кога бев, тогаш почна тогаш се намалија цените на, ако се сеќавате, на весниците, почна да се продаваат многу поевтино весници, Дневник, Вест, Утрински весник. Да, тука беше неизбежниот фокус секој петок во тоа време и практично дали можеби тоа беше иницијална каписла. Тогаш собранискиот канал беше многу гледан, за мека често пати ги последува во живо тие седници. Ме интересираше тоа. До ден денеска, кога ќе се видам некаде со некои поранешни пратеници, знаме да поразговараме за нешто кое што тие го говореле крај на 90-ти години. Јас се сеќавам, бидејќи наистина уште од тој период ја следев целата политичка состојба во Република Македонија. Гледаме дека сте родени, од вашата биографија гледаме дека сте родени во Велес. Тоа е град на култура, традиции, семејство и така натаму. Колку влијаеше животната средина, песемиството за да се обликувате во ваква личност?
Секогаш влијае семејството е оно кое што ве обликува и ве спрема за понатамошниот живот. Јас живеев во семејство во Зедница, бевме јас, моите родители, мојот татко и мојата мајка, мојот брат и живеевме заедно со баба и со дедо. Тоа се родителите на мојот татко. Така што тоа е едно големо семејство во кое што секој има своја животна приказна, секој има нешто да ви каже со кое што е убеден дека вас ќе ви користи утре во текот на животот. Тоа е едно богатство кое што за жал најголем дел од денешните семејства го немаме да им го дадеме на нашите деца, бидејќи ние сега живееме, се разбира, со мојата сопруга и моите две деца, но кога живеете во едно пошироко семејство, се има своји добри и лоши страни. Она кое што е добра страна е практично дека сите во семејството вас ве спремаат за живот, ве спремаат да бидете една подобра личност и вие доколку сакате да напредувате, од секого може да купите она кое што ќе ви користи утре во текот на вашиот живот. Ги спомнавте вашите деца, вашата сопруга и така натаму. Имате 16 и 14 годишно дете, 16 е момчето, 14 години е девојчето. Веќе доволно возрастни да гледаат што прави нивниот родител, нивниот татко. Добивате ли критики од нив? Не, пред се добивам критики од сопругата. Со децата не разговараме многу на таа тема, бидејќи сметам дека тоа не треба да биде дел од нашите разговори во текот на оваа нивна возраст. Она кое што можам да го забележаме тоа дека особено синот повеќе го интересираат природни и медицински науки, ќерката гледа математика, ја интересира многу во последно време. Тие треба да се развиваат на свој начин, ние сме тука да ги поддржиме секогаш кога ќе им треба нивната поддршка, но никако да зборуваме за професијата на тато или професијата на мама. Сметам дека секој треба својот пат да си го трасира согласно своите афинитети и согласно своите интереси кои што го исполнуваат. Мене ми исполнувало ова кое што сега го работам и затоа често можам да кажам дека оние луѓе кои што го работат тоа што го сакаат да го работат, практично и уживаат во својата работа и тоа се гледа. И тоа го посакувам и на моите деца во иднина да го одберат тоа што сакаат да го работат. Имате ли нивната поддршка со оглед на тоа дека во секоја професија, ако сакаме да бидеме успешни, ни е потребна поддршката? Да, се има поддршката пред се од сопругата. За нашата професија е многу важно да имате во рамки на семејството мирно море, зашто бидејќи политиката е турбулентна работа. Политиката е работа во која што често пати имате состојба игра на нерви, состојба на правење на стратегија, состојба на многу читање за да се спремите за било каква дискусија, дебата, состојба во која што многу треба да се истражува, се размислува при креирање или унапредување на некое законско решение и доколку вие немате дома поддршката, тогаш мислам дека нема да бидете воопшто успешен, затоа што сепак за секој еден човек, независно која професија ја работи, тој се враќа дома и домот е оној темел од кој што потекнува потоа се, затоа што нели домот е стеблото од кое што потоа секоја гранка се развива, секоја гранка има свој пат, секоја гранка си се бори за место под сонцето, но стеблото е она кое што ги храни и кое што ги обединува сите, така и во семејството. Затоа да, сум многу благодарен и на мојата сопруга и моите деца, бидејќи имам целосна поддршка во тоа кое што го работам сите овие години наназад. Така е, вие сте сега политичар. Политичарите, гледаме различни политичари, никој со принципи, па никој со помалку принципиелен. Како се носите со одлуките во носењето на тешки одлуки во политиката, затоа што секојдневно се среќаваме со такви ситуации? Па храбро. Пред се храбро, мора да имате храброст во политиката и мора да имате принципи. Клучно од се да имате интегритет. И сметам дека во текот на мојата кариера неколку пати сум ги докажал моите принципи и храбро сум влегол наспроти се она што значело непринципиелно, што значело неправда и што значело изневерување на очекувањата на граѓаните, бидејќи да бидеме реални, за жал сите овие 35 години колку сме независна држава, граѓаните се сведоци на многу изневерени очекувања, на многу изневерени принципи од страна на оние кои што тропале нивните врати и барале нивната поддршка, потоа не действувале согласно интересите на граѓаните, туку действувале согласно личните интереси. И јас имав неколку такви бури, условно кажано, во текот на мојата политичка кариера и сум навистина многу среќен што храбро сум влегол и сум излегол од нив. Ме држале секогаш принципите и интегритетот. Доколку вие ги немате тие работи, мислам дека нема да успеете не само во политиката, туку во било која друга професија.
Пратениče Принџов, се наоѓаме во салата Борис Трајковски, каде најчесто се одржуваат седници на работните тела. Вие членувате во повеќе работни тела, во повеќе делегации, неколку да кажеме, председател сте на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, член сте во Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, во Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик член во Комисијата за финансирање и буџет во Советот на Собранискиот канал. Исто така член се во делегацијата на Македонското собрание, во парламентарниот комитет за стабилизација и асоциација и во пратеничките групи за соработка со парламентот на Израел, со парламентите на Австралија, на Нов Зеланд, на Канада. Значи гледаме така една широка лепеза, различни интереси. Каде најмногу можете да придонесете со вашето членство во овие тела? Добро, онаму каде што председавам во овој пратенички состав, а тоа е Комисијата за политички системи и меѓу заедниците. Тоа е една од најголемите комисии во Собранието, повеќе од 70% од законодавството поминува низ Комисијата за политички системи и меѓу заедниците, така што мислам дека овој мандат тука оставаме белек како комисија, правиме нови стандарди во рамки на Собранието, бидејќи во рамки на комисијата во 33 години се направени 4 или 5 јавни расправи, од кога сме овој пратенички состав, комисијата за која што имам можност да председавам, имаме направено повеќе од 20 за 2 години мандат, што представува навистина едни многу високи минимум стандарди за било кој пратенички состав во иднина, и така почнам сметам дека треба да биде секој ден оној кој што е пратеник треба да остави свој позитивен белег во рамки на Собранието за следните генерации да имаат еден повисок минимум за почеток. Во поглед на другите, да, председател сум за соработка со Австралија, со Нов Зеланд, членувам во делегацијата за Канада, за Израел, бевме во Израел сега скоро, така што исто така сум и во мешовитиот парламентарен комитет помеѓу Македонската, помеѓу Собранието и Европската унија, и се трудам да максимално дадам од своите знаења, сили и можности со цел Република Македонија да биде чекор понапред, бидејќи сметам дека секој треба да трне од себе, секој кој што е функционер, кој што извршува јавна функција, треба да даде пример и во својот микродел да помогне да Република Македонија биде на едно подобро место за дека вчера. Рековме, ова ви е ваш втор пратенички мандат и веќе имате искуство за средби со граѓани така натаму. Секој петок деловникот им дозволува на пратениците, односно им налага на пратениците да се среќаваат со граѓаните. Претпоставувам дека тоа не е само секој петок, туку секој ден се среќавате со граѓаните нормално. Што најмногу ги тишти граѓаните? Што најмногу бараат? Среќавањето со граѓаните е една од обилените работи кои што ги правам како пратеник, не само во петок е формално. Јас обично секогаш гледам кога тие можат и јас кога можам, се разбира, па често пати имаме средби во рамки на Собранието на Република Македонија. Тие се многу корисни за секој еден јавен функционер. Зошто? Затоа што вие точно знаете која целна група со кои проблеми се соочува и морате да ги ислушате нивните проблеми со цел да направите потоа во вашиот мајндсет да направите еден сет на решенија кои што потоа ќе ги понудите и до колегите, и до пратеничката група или до членови од владата, како некои работи да се намират. Најчесто тоа се работи за кои што не треба промена на закон, тоа се најчесто работи кои што треба да се подбутат некаде во некоја институција, бидејќи за жал имаме често пати институции кои што несоодветно временски се завршуваат својата работа, односно многу предмети кои што треба редовно да се завршат, чекаат таму некаде, на тоа најмногу се жалат граѓаните и се разбира она кој значи право, правда, антикорупција, тоа се работите кои што ги тиштат и се разбира подобриот животен стандард. Така, до крајот на вашиот пратенички мандат остануваат уште 2 години, еден пратенички мандат 4 години и така натаму. За овие 2 години, колку што сте пратеник во овој пратенички мандат и предходниот мандат, претпоставувам би сакала дека луѓето понешто да ве запаметат. Што би било тоа? Дали би одвоиле нешто по што би сакале да оставите белег кај граѓаните? Во овој мандат мислам дека дел од тоа и спомнав, тоа е начинот на раководење со Комисијата за политички систем. Навистина тука имаме огромни разлики со било кој друг мандат преходно.
со правењето на јавни расправи, со транспарентноста, со вклучување на опозицијата, со вклучување на експерти. Знаете дека сегогаш ова сала кога е полна, значи Комисијата за политички системи има некој настан. Во првиот мандат беше многу тешко да се превземе и да се управува со Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Зошто? Затоа што таму претходно имаше состојба во кое што не често беа посетувани овие две институции. Она кое што се случи е тоа што направивме рекорден број на посети, рекорден број на контроли и во АНБ и во АРА. Дури имавме и случај во кој што имавме промена на директорот, на тогашниот директор на Агенцијата за национална безбедност и комисијата тука одрига соодветна улога. Тука беше предизвикот, јас таа комисија велам државотворна комисија, да бидеш над ситуацијата, да бидеш секогаш професионален и секогаш она што значи државна тајна, она што значи интерес на државата, да биде тоа кое што го опишуваме, а не само да биде флоскула. Мислам дека тука оставивме еден соодветен белег во тој период кога АНБ и АРА имаа соодветна контрола. Денес гледам дека тоа не е случај, за жал. Имаме друг претседател од рамки на опозицијата, нема некои контроли, нема некои посети, а секогаш е добро да собранието покрај законодавната улога има и своја надзорна улога и тоа практично ве прави да бидете комплетен парламент. Ви благодарам. Ви благодарам и јас.